На 2 април, меѓународниот ден на книгата за деца, оваа година поради коронавирусот се откажаа средби со писатели, промоции на книги и литературни читања. Но Сдруженијето за култура, наука и општествени дејности Стари поток код Кочани не ги заборави децата и нивната желба за читање. Токму поради тоа, председателот на Сдруженијето Љупка Стојменова, понесена од вакви размислувања, решила за меѓународниот ден на книгата за деца да ги предизвика поетите да објават по една литературна творба за деца. Неочекувано се јавиле голем број поети и целиот труд и сите творби се преточени во дело, во една преубава електронска книга под наслов Калдрама од творештво за деца. Создавањето на оваа електронска книга започна малку необично. Следејќи ги разните предизвици кои се споделуваа на социјалните мрежи, решив на 2 април, Светскиот ден на книгата за деца, да ги предизвикам писателите да објават по една литературна творба за деца. Мојот предизвик не само што беше срдечно прифатен од писателите, туку и беше споделуван од некои од нив. Творбите почнаа да се нижат една по една. Калдрамата почна да си го трасира својот пат. Своји творби објавија, споделија и испратија не само автори од Македонија, туку и од Србија, Црна Гора, Бугарија, Украина, Германија и Холандија. На сите автори кои зедоа учество им се заблагодарувам што го прифатија овој мој предизвик, а посебно благодарност упатувам до македонскиот поет кој што е млад, но веќе докажан автор, Филип Димковски од Прилеп, кој не само што се јави како автор, туку испрати дел творби од своји колеги надвор од Македонија, на кој истиот се јавува и како преведувач. Сите овие литературни творби кои се поместени во книгата се камчиња со кои почнува да се гради еден пат кој треба да допре до детскиот сензибилитет, вака како што се создадени, природни, нерамни, но чисти и со благородна мисија, додава Стојменова. А поетите на овој начин докажаа дека моќта на зборот е посилна од секоја болест и дека лекува, закрепнува, оздравува, дава сила да се издржи во време на пандемија.